Здруженијето Порака наша денеска прославува 18 години од постоењето. Максималниот ангажман, посветеност, истреност, а пред се вербата на стручниот тим во можностите и способностите на корисниците придонесоа Порака наша од минатата година да стане лиценциран давател на услуги, односно Центар за рехабилитација и реинтеграција на лица со интелектуална попреченост над 18 годишна возраст. Корисниците денеска заедно со гостите, ученици, наставници, представници на општински и државни институции, граѓански организации и бизнис заедницата, со роденденски торти и богата трпеза го прославија полнолетството на нивниот втор дом, а воедно беше промовирана и нова социјална услуга, како и проектот Зборувај тивко, делувај гласно на општина Куманово и Порака наша, спроведен од страна на мрежата на здруженија на локални власти од Југоисточна Европа и ЗЕЛС, а финансиски поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка. Центарот доби машини за печатење и репроматеријали кои ќе се користат за изработка и продажба на производи, овозможувајќи осамостојување и независно функционирање на корисниците. Ако човек е богат според тоа колку пријатели има, тогаш Порака наша има зошто денеска да биде горда. Сакаме прво да кажеме огромна благодарност на општина Куманово за поддршка, што многу години делум на финансиска поддршка ни дава, Советот на општина Куманово, бизнис секторот како неизоставен дел и една огромна помош и поддршка. Исто така, затоа што без нив ние нема да можевме да стасаме денеска тука каде што сме. Но ова не е само успех на Порака наша. Ова е успех на локалната заедница, ова е успех на сите нас, затоа што Порака наша еве денеска си го зазема на место кое што навистина го заслужува. Меѓутоа тргнавме и ајде да кажеме поминавме еден пат кој што воопшто не беше лесен и каде што вложивме многу труд, енергија и истрајност и ние и корисниците и родителите на лицата со интелектуална попреченост. Од 2023 година Порака наша е лиценциран давател и тоа е исто, еден успех на кој што навистина сме горди. Она што сега работиме и она што акцентот го ставаме е всушност професионалната рехабилитација. Можете да забележите дека имаме набавено нови машини за принтање и репроматеријали. Планираме во иднина да изработуваме персонализирани производи, како што се печатени чаши, маички и други предмети кои што ќе ги понудиме на бизнис секторот во градот и на тој начин ќе развиеме социјално предприемништво. Ајде да кажеме дека ќе се обидеме да бидеме самоодржливи. Исто така, Порака наша веќе подолг временски период го продава уличното списање лице в лице, го продаваат наши корисници заедно со волонтери од средните училишта и добиваат соодветен надомест за тоа. Нашата цел, е преку процесот на професионална рехабилитација всушност да направиме и да го овозможиме обработување кое што цело време го говориме на лицата со интелектуална попреченост на отворен пазар на труд. Тогаш сме благодарни на вас како медиум и на сите медиуми кои што ја следат постојано нашата работа и последниве 18 години. Самите знаете дека патот кон пристигнување на овој роден ден беше трнлив и долг и надминавме многу предизвици, сега уште не чека предизвици. Ова прилика, денеска имаме отворен ден каде што се поканати сите наши пријатели, донатори, донатори од бизнис сектор, анонимни граѓани, родители, деца. Денеска е ден во кој што и промовираме новите услуги кои што веќе беа споменати, кои што Порака наша ќе ги работи. Исто така, заеднички сите заедно со вас, со корисниците, со нивните родители, со сите други гости, да го одбележиме 18-тиот роден ден на Порака наша. Во изминатите неколку години Порака наша многу напредуваше. Од невен центар напредуваше кон Центар за рехабилитација и реинтеграција на лица со интелектуална попреченост. И еве сега денес славиме 18 години од постоење на центарот. Општина Куманово го поддржува здруженијето Порака наша од основањето преку проекти. Денеска сум многу среќна што сум на 18-ти роден ден на Порака наша. Тоа е едно здружение во кое што општината одамна верува и вложува исто човечки капацитет, меѓутоа и материјално вложуваше. Мило ми е што еве 18-ти роден ден и веќе може да ги пуштиме затоа што преку проекти кои ги добиваат и лиценцирање што беше направено со помош на општина Куманово можат самостојно да делуваат.
сега примат финансиска помош од Министерство, меѓутоа секогаш помошта од Општина Куманово е тука. Тоа покажува и дека овој проект што моментално се реализира за самоодржливост, односно водење на Порака наша како здружение кон едно социјално предпријатие во кое што луѓето што овдека се обслужуваат, што се дел од Порака наша, може да бидат и општествено корисни. И навистина ми е мило што постигнавме и со наша помош, ама и тие како луѓе ентузијасти многу се вложија во ваква добра приказна. Имавме јавни повици за прв пат пред 2 години. Оваа година е веќе трети јавен повик, каде што ние директно им помагаме логистички, финансиски за лиценцирање. Една од таква организација од Куманово е и Порака наша, која веќе зима финансиски средства од МТСП спрема корисник. Ние како општина Куманово, секогаш кога аплицираме на било кој повик, првенствено ги повикуваме нашите организации кои работат или действуваат во таа делатност. Може да потенцираме, имаме 2 веќе проекти каде што работиме со Порака наша. Еден од нив, може сега ќе ви демонстрираме како функционира, е заедно преко ЗЕЛС со поддршка директно од ГИС и од НАЛАС, каде што ни помогна не само со репроматеријали и со машини, туку и со обука на сите чинители, тоа е сите уживатели, за да може, како што кажа претседателката, да бидат самоодржливи. Тоа е и целта, тоа е и мотото на нашата општина, сите да бидат самоодржливи и да помогнеме на нови и уште еднаш кажам нови организации кои ќе делуваат на било каква тематика од општеството. Центарот го посетуваат 21 лица со умерена и тешка попреченост и за нив се грижи стручен тим кој работи на нивно згрижување, социјализација, едукација, работно оспособување и рехабилитација.